Премиерот Зоран Заев не отстапува, Ману ќе добие Северна во своето име. Вели во договор со Грција било најдено одлично решение за новото име на Македонската академија на науките и уметностите. Според премиерот Македонија имала обврски да ги промени имињата на сите институции кои се финансираат со државни пари, а тоа е случајот и со Ману. Законот мора да се почитува. Имаме временски рокови кои се определени секако за промена на името на сите институции кои што примат пари од буџетот на државата. Ману е една од тие институции. Најдено е многу убаво решение во разговор и договор со Грција и верувам дека треба да се почитува и примени законот и овде. Но низ разговор верувам дека ќе се најде решение и за ова работа. Иако првото барање на Ману да се повлече предлог законот за промена на името беше прифатено од владата, сепак од Линденска не отстапуваат од овој потек со цел задоволување на грчките барања. Дека академиците не сакаат промена на името на Ману, за Алфа потврди Љупчо Коцарев, првиот човек на оваа институција. Ние пративме официјално барање до собранието и владата, со кое посочивме дека сакаме да се повлече законот за промена на името на Ману. Потегот на Ману, со кој барем уште малку време успеа да го зачуваат името, беше позитивно поздравен речиси од сите, па и од лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Апсолутно им честитаме, имаат нашата поддршка и како политичка партија и како пратеничка група во рамките на парламентот. Апсолутно, мислам, тоа е се покажа дека пркос резултира со пораст на предавството и на предавниците. И апсолутно им честитам на тие академици кои што застана тоа мнозинство од академици, ако морам да кажам дека има и такви кои што не се достојни, знаете, да носат титулата академик, кои што не ги сватија потребите на овој народ. И тоа го охрабри народот. Последен пат шпекулации дека Ману ќе го промени името имаше во 2019 година, согласно договорот од Нивици, но се чини академијата тогаш успеа да ги издржи притисоците, па и 2 години подоцна името се уште не е променето.